имаме прилика да дознаеме и нешто многу повеќе за сите ние кои што сакаме брзо и да читаме и мудро да учиме, да усвојуваме нови знаења, многу повеќе. Нашата Ивана ја имаме на линк, ќе ни открие некои тајни, можеби, или препораки за сите оние кои што сакаат да напредуваат за читањето и за учењето. Добро утро, Ивана! Добро утро, Сузе, до тебе, добро утро и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ве поздравуваме од школата за брзо читање и мудро учење, кој што се наоѓа во Карпош и кој што можат да го посетуваат сите деца кои што се веќе дел од училиштето, односно од прво оделение па нагоре, но повеќе за оваа школа, односно што представува брзото читање и мудрото учење, ќе дознаеме од едукаторот во оваа школа, Викторија Мирчевска-Стојчевска. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Кажете ни што представува оваа школа. Ние во наше време, кога учевме, немавме вакви прилики, вакви училишта каде што ќе може брзо да научиме да читаме и мудро да учиме. Добро утро и на вас и ви благодарам за посетата на ова школа. Програмата, односно целата школа за брзо читање и мудро учење представува франшизен систем кој што е проширен из целиот Балкан. Имаме повеќе од 100 центри, меѓутоа ние сме еден од првите центри кои што се отворени во Македонија уште во 2020 година, инаку опфаќаме повеќе програми кои што се наменети за деца од прво до трето оделение и од пето нагоре па и за средношколци. Во самите програми се опфатени различни техники, оние кои што се за од прво до трето оделение се повеќе во однос на подобрување на читањето, пишувањето, пресметувањето и слично, а оние кои што се од пето оделение па нагоре, веќе повеќе имаат мемориски техники, различни техники за брзото читање, умствените мапи за учење лекции, повеќе вежби за концентрација, фокус и слично. Така што целосно сите техники кои што се опфатени во оваа програма се наменети за да им помогнат на децата да учат подобро и да читаат подобро. Да, како им помагаат техниките на сите деца кои што го посетуваат училиштето? Техниките им помагаат главно во однос на учењето и на читањето, меѓутоа ова се универзални техники кои што и воопшто во било која сфера можат да им помогнат, бидејќи опфаќаме и техники кои се за концентрација, за фокус и слично. Она што најмногу им помага на децата се мемориските техники, односно кога учиме списоци, набројувања, дефиниции и слично. Има посебни мемориски техники каде што со помош на асоциации, цртежи, символи и слично успеваме да им пренесеме еден поинаков начин на размислување, односно она кое што го велиме активирање на двете хемисфери во мозокот со цел подобро помнење и побрзо учење. Дополнително, она што најмногу им влијае, особено кога имаат големи лекции за учење, се умствените мапи, кои што ги правиме со тоа што ги учиме како самостојно да знаат да учат, односно да знаат да одберат што е важно во секоја лекција да препознаат, сето тоа да го поврзат на една таква умствена мапа и да го дополнат со одредени символи и асоциации кои што им помагаат понатаму за тоа да остане во подолготрајна меморија. Да имаме таква една мапа, да. Медиумска писменост. На кој начин функционира, како вие ги мотивирате да ги прават мапите? Да, ние им го представуваме начинот на правење мапи со тоа што им покажуваме како може со на самиот час додека работиме, да видат дека можат да ја прочитаат лекцијата, да најдат она што е важно, да ги учиме како да наоѓаат клучни зборови и важни елементи во секоја лекција и како тоа да го групираме, односно како што ние овде во лекција која што има за медиумска писменост, каде што забележуваат кои се главните делови на лекцијата, односно како човекот се информира и какви видови на медиуми постојат, односно традиционални и дигитални, и понатаму кога ги разгрануваме сите тие главни гранки, ги дополнуваме како човекот се информира, пристапот до информациите, како има разбирање како да разликува, односно да одлучува што е вистина, што е лага, и тоа може да го дополниме со символи за да им остане во подобра меморија. Или во однос на другите гранки, дигиталните медиуми, поделени на телефон, компјутер, таблети, мрежи и сето тоа дополнето со посебни символи.
и традиционалните медиуми, како весник, радио, телевизија, писмо и слично, сите тие дополнети со символи. Всушност, символите ни помагаат да она што го учиме и она што го пишуваме да ни остане во подобра меморија. Дополнително интересно што секој дете може различен символ да се направи, нема точни правила, важно е тој символ да служи за полесно потсетување, да кога ќе ја погледнат мапата, ги прегледаат символите, веќе ја знаат лекцијата, односно со завршувањето на оваа мапа веќе е научена било која лекција. Значи ова е една кратка лекција, меѓутоа се прават лекции кои што се од по 3, 4, 5 страни и децата всушност забележуваат дека на тој начин многу побрзо ќе завршат, многу побрзо ќе ја научат и што е најважно, не учат на памет, туку таа лекција им останува запомнета многу подолго време или многу полесно за потсетување преку една ваква мапа. Да, Викторија, вие како едукатор, може ли да направите една споредба со што најмногу денеска деца имаат проблем, односно какви потешкоти имаат во учењето? Па токму со тоа е проблемот кој што тука го решаваме всушност, заради тоа што оние кои што се од прво до трето имаат најчесто потешкотија со течното читање, со поврзувањето, така што тука најмногу работиме со нив во однос на читањето, а оние кои што се поголемите деца, тие најчесто не знаат што е важно, затоа што во училиште најчесто треба да ја читаат целата лекција или да ја презентираат целата лекција, или тоа малку побрзо им оди, недоволно ја разбираат пред се. И тука се јавува проблемот што не знаат што е важно, па ја учат целата на памет, а тука им го посочуваме токму тоа, им го решаваме тој проблем да знаат меѓу другото самостојно, значи не со родителите, не со наставниците, туку самостојно да знаат да најдат што е важно во секоја лекција и да знаат тоа како да го поврзат, затоа што со самото размислување за правење на оваа мапа, со размислувањето за символите, всушност ги разбираат и зборовите, почнуваат да размислуваат во правецот на она што всушност значи тоа што го читаат и што треба да го научат. Викторија, навистина супер едукација, која што никако не е учење на памет, тоа е нешто што нели е најлошо и никој не сакаме нели децата да ни учат на памет. Ти благодарам за одвоеното време, ви посакувам многу успешни генерации да произлезат еве од овде. Ви благодарам и вам, се надам се гледаме во следна прилика. Така, Суза, ќе ве поздравиме од тука, навистина и ве слушнавме нешто повеќе за ова училиште кое што нуди да научиме брзо да читаме, течно да читаме, но и мудро да учиме, што е многу важно во денешно време, да не се прептоваруваат нели децата со технологијата и да учат на памет и со телефон и со таблет, но еве тука на сликовит начин, буквално со фотографско помнење ќе имаат можност да научат и секако да им олесни тоа во текот на понатамошниот живот. Одлична можност и многу ти благодарам за овој споделен разговор во живо, кој што ќе им помогне и на многу деца, ама и на многу возрастни кои треба да усвојуваат нови знаења, а сите ние знаеме дека онака како што прима детската глава и детскиот мозок со леснотија, не може исто така да го примени тоа и возрастниот човек, но еве со овие препораки и совети вистински верувам дека се е можно доколку и го одбереме точниот начин на учење и помнење.